Зоран и Сонја Трајчеви, брат и сестра кои живеат во напуштен објект на Македонски железници среде Овче поле, веќе не се гладни. Откако објавивме за братот и сестрата кои се со психички хендикеп и оставени на себе помош во храна и постелнина, им пристигна од Црвениот крст, општина Свети Николе и неколку македонски фирми, а една од нив им ја плати и сметката за струја. Зоран и Сонја преживуваат со социјална помош од 1900 денари. Братот порано работел во специјални работилници, но сега е без работа. Градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев се ангажирал и сега е напозната светиниколска фирма од местната индустрија се нафати да го вработи. Сега сме добри, и двајцата сме добри, сега нема што да се плакаме, струја имам, јадење на себе ми, храна имам. Оште лично да донесе рече тој од општина ќе ги донесе и тоа за ќе направим, што може ќе помогнем. Тој човекот помогна ми за работа сега, ориентира и да видим сега како ќе да работа, да видим сега како ќе направат тони. Моме Симоновски, кој не повика да ја презентираме приказната за Трајчеви кои беа отфрлени од заедницата и живееја без струја и вода во крајно субстандарни услови, вели дека како човек повторно му се враќа надежта дека во земјава има хумани луѓе и компании. Меѓутоа има еден проблем сега. Обезбедени се средства за адаптација на куќата, прозори, врати, џамови, ламинант, све. Меѓутоа сестра му е проблем што не можат луѓето да работат. Сега ако може министерот да не испаднат у сусрет да ја згрижат сестра му барем еден месец во дом некаде да се рехабилитира малку, пошто не е добро и со здравието прилично, така да со голема молба после нека ја вратат назад, па ќе го преземе на чување. Од страна на Министерството за труд и социјална политика за случајот Трајчеви во писменото известување се вели дека нивна екипа била на терен, констатирајќи дека живеат во субстандарни услови во руиниран објект. Сонја е со нарушена здравствена состојба и од страна на службените лица многу пати им било укажано да поднесат барање за остварување на право за помош и нега од друго лице, а сега се упатени и кај матичниот лекар со цел да ја спроведат таа постапка, односно да достават соодветна документација. По укажување на службените лица и на министерот кој е запознаен со состојбата на ова семејство, Зоран веќе има доставено барање за еднократна парична помош, директно од министерот и од Центарот за социјални работи Свети Николе, а понатаму со заеднички договор ќе се преговара и за нивно сместување.